Почитувани граѓани, денес сум во работна посета на граничниот премин Тапановце со цел увид во актуелната ситуација на терен и разговор со нашите колеги, припадниците на Министерството за внатрешни работи кои што се ангажирани во спроведување на мерките на владата со цел надминување на последиците предизвикани од пандемијата предизвикана со вирусот COVID-19. Морам да ги изразам посебна благодарност и почит на колегите кои што несебично со саможртвување преземаат широк палета на мерки и активности во спроведувањето на мерките на владата. Јас како министер за внатрешни работи на седниците на владата, меѓутоа и во работните тела, се залагам за најостри и најригорозни мерки со цел заштита на животот и здравјето на граѓаните. Во оваа прилика исто така сакам да ве информирам дека заедништвото, солидарноста и нашата индивидуална и колективна совесност се фундаментите врз кои што треба да почива не само општественото или институционалното, туку и личното спротивставување кон опасниот предизвик што стои пред нас, пандемијата од COVID-19. Почитувани граѓани, како организирана заедница и како блиски луѓе, соседи и пријатели, ние мораме во овој момент, во деновите што се пред нас, да бидеме сплотени, да ги оставиме сите формални разлики зад нас, оти суштината е поважна. Зачувување на она што ни е подеднакво важно и најдрагоцено, а тоа се животите на сите наши сакани луѓе. Ви уверувам дека Министерството за внатрешни работи строго дисциплинирано, како досега, така и одсега стриктно ќе ги следи сите мерки, сите препораки и одлуки што институциите на нашата држава ќе ги донесат во насока на превенирање и целосно сузбивање на оваа пандемија и заштита на граѓаните и општеството. Од тоа никој не треба да има ни најмал сомнеш, значи во наредниот период приоритет на Министерството за внатрешни работи и главен акцент ќе биде ставен во сузбивањето на пандемијата предизвикана од COVID-19 и во зачувувањето на здравјето и животот на луѓето. Припадниците на Министерството за внатрешни работи, сите полициски службеници, свесни се за состојбата во која се наоѓа на нашата држава, за вонредноста на состојбата и сите, без разлика на ризикот на кој што се изложени, ќе дадат максимален придонес за спроведувањето на мерките и одлуките на владата. Меѓутоа, мора да напоменам дека многу ни е важна на нас како припадници на Министерството за внатрешни работи, солидарноста и поддршката од граѓаните, воедно и разбирањето за сите мерки и активности кои што Министерството за внатрешни работи ќе ги презема во насока на заштита на здравјето и животот на граѓаните. Сакам да ви информирам дека она што е посебно важно во овој период е тоа дека граѓаните не смеат да подлегнат на паниката и хаосот. Значи, мора да ги почитуваат доследно сите оние одлуки кои што ги донесува Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи, вклучително и владата. Значи, мора да превлада здраворазумноста, солидарноста и доследно следење на мерките, додека стравот, паниката и неодговорноста не смеат да бидат сојузници во ова наша заедничка борба. Тие не даваат резултат, напротив, тие се само фактори на кои што го дополнително го отежнуваат и го проблематизираат решавањето на последиците од оваа криза. Мора да ви информирам дека во наредниот период Министерството за внатрешни работи ќе биде најтранспарентно и многу отворено за сите прашања и активности кои што може да ги предложат граѓаните на нашата држава. Заради тоа е отворена линијата, телефонската линија и имејлот на кој што граѓаните може да ги доставуваат сите нивни предлози, прашања и сугестии, а по кој што Министерството за внатрешни работи сигурно ќе постапи. Дополнително се оглед дека во моментот се наоѓаме на подрачјето на секторот за внатрешни работи Куманово. Секторот за внатрешни работи досега има поднесено 3 кривични пријави според член 206 од кривичниот закон, а истовремено врши надзор и контрола за спроведување на наредбата за самоизолација на повеќе од 160 лица, истовремено спроведување на мерката забрана за функционирање на угостителски објекти на територија на цело подрачје на СВР Куманово. Исто така ги уверувам граѓаните да не шират паника, дека Министерството за внатрешни работи заедно со другите државни институции придонесува за непречен транспорт на стоки со цел нивно доставување до крајните корисници, а тоа се граѓаните. Благодарам на разбирањето и уште еднаш апелирам строго придржување кон мерките и активностите на Министерството за внатрешни работи, бидејќи Министерството за внатрешни работи најстриктно и најригорозно ќе преземе активности кон сите оние кои што не ги почитуваат одлуките на владата. Ви благодарам.